од 0 до најслушаната утринска на радио. Еден ден без телефон или еден ден без кафе? 100 дена без телефон, ни еден ден без кафе. Говор пред 1000 луѓе или разговор еден на еден со инспиративна личност? Секогаш разговор еден на еден. Радио емисија што ќе ја паметат сите или книга што ќе ја читаат генерации? Многу тешко, двете. Најдобар совет што сте го добиле или најдобар совет што сте го дале? Имало многу. Треба да е брзо, fake it till you make it. Градска гужва или викенд во природа? Градска гужва. Една работа што никогаш не ја одложуваш? Пиење кафе. Добар ден и добро дојдовте во следното издание на нашата емисија Од нула. Мој денешен гостин е Зорица Николовска, контент креатор, ТВ водител, радио водител. Драго ми е, добре ни дојде. Добро ве најдов, многу се радувам на оваа покана, особено што соработката со вас не е од сега, туку е од моите и ваши почетоци веројатно, а конечно ви дојдам на гости. Зорица, драго ми е, се надам дека ќе си имаме убав инспиративен разговор. Малку за тебе, која е Зорица, од каде ни потекнуваш, за можеби за твоето детство или рани почетоци во кариерата, да почнеме. Ако би требало кратко да се представам, Зорица Николовска, мајка на 2 деца, помајка на прекрасен син, сопруга, радиоводител, сега од поново и ТВ водител, автор, во многу улоги се наоѓам. Експериментирам и никогаш нема да преставам тоа да го правам, затоа што верувам дека не знаеме дали нешто ни одговара или не ни одговара, сите докато не го пробаме. Така што можеби следното дружење и некоја плюс. Шала на страна, рече за моето детство. Значи, никој не ме прашал за моето детство до сега, се некако зборуваме за актуелните проекти. Не бев мирно дете еден известен период. Со мојот помал брат, веројатно приказна сам за себе, ама ако треба да седнеме да раскажуваме, сме поминале многу убави моменти. Сме живееле скромно, сме се труделе низ животот не бил баш секогаш најлесен, ама горда сум од сето тоа кое што сме го имале, што сме станале како луѓе денес. Што мислиш, велиш скромно, многу такви приказни со денеска, например, успешно реализирани луѓе на професионално ниво, на лично и така натаму. Што е според тебе, која вредност или која лична карактеристика треба да ја поседуваш во себе за да можеш да се издигнеш, да се турнеш, некако да се пробиеш во животот? Не знам која одлука, односно која одлика кому најмногу му помага. Во животот секогаш сум се подпирала на храброста, која што никогаш се граничела со лудост, да бидам искрена, ама и тврдоглавоста да го направам на мој начин, зашто јас мислам дека треба така. Тоа е некоја интуиција која што ме водела веројатно. Не е дека било безгрешно, имало многу грешки, ама мислам дека храброста да не се откажувам и покрај грешката веројатно ме довела таму каде што сум. И да бидеш своја. Јас на пример лично уживам генерално кога возам наутро на кај работа, си ги мотам, нели, си ги мотам каналите на радио, застанувам на Тик-так и Зорка, Тик-так го нема, ке фати негдека вамо е, таму е, генерално те слушам. И за да бидеш она што си денеска, јас би рекла е важно и да си спонтан и да си свој, и да го имаш тој, да имаш некој фактор да можеш да бидеш како да речам, способен да комуницираш со никој. Ние сме слушатели, но ти си сама си разговараш, си влагаш од едно во друго, музика, нели, утринска програма на радио. Сум го кажала ова неколку пати и е многу интересно. Првото интервју кога го правев за работа, на памет ми дојде, чекај, како јас сето тоа што го мислам, ќе го кажам некаде и се случи да добиам шанса. Првата моја емисија, утринска емисија, имаше оглас поставен нели на кариера. Па веројатно може и таму сум го прочитала. Го пратив CV-то, ама со апсолутно никаква идеја дека можеби ќе ми се јават, затоа што јас допирно никогаш во животот не сум работела, нити пак сум учела. За жал, моите немале финансии за да можам да учам факултетот, кога го завршив средното образование и во текот на средното образование работев, значи прва смена одев на училиште, втора смена работа, во тој период моите се разведуваа, ни беше финансиски тешко, непоносливо, меѓутоа
И тогаш се охрабрив дека чекај, јас не можам да бидам само уште едно дете што ќе зависи, веќе сум полнолетна, морам да ја помогнам на мајка ми и едноставно никогаш не помислував дека сега веќе соберам доволно финансии за факултет. Запишав факултет кој што не ми беше по кеф и реков првично запишав класични студии каде што се изучува активно старогрчки и латински, нешто што мене вака од сега некако ми звучи тешко, а не па кога ќе ги добиеш ти учебници сваќаш дека ова не е љубовта што е можеби ја гаеш кон нешто што сакаш да го учиш. Така што да се навратам би рекла, нели ме праша кои се одликите храброста и лудоста и сега ова ќе го поврзам со моментот дека мора да си свој автентичен и да црпиш од себе си за да некој сакаш да те слуша. Мојата прва емисија беше со слика од мојата најдобра пријателка, залепена на стаклото, таму има другата страна тонец и јас ја гледам мојата другарка, ја ќе ја поздравам Маја, сега си има бебче и јас со сликата ја гледам Маја, јас мислам дека на Маја зборувам, всушност зборувам на вие, затоа што се обраќам на поширока публика. Кога го прислушав сето тоа, затоа што нели правевме тогаш евалуации дали е добро, дали не е добро, сваќам дека тоа звучи многу по блиско и попријатно отколку да бидам строга. Добар ден, почитувани слушатели, овде Зорица, едноставно не ми звучи така. Не, и не сакав да бидам само уште една која што најавува песни, туку баш сакав да бидам нечија поддршка, пријател, фин глас кој што ќе ги води низ денот. Так. И се чувствувам многу среќна кога некој ќе ми даде признание дека него му почнал денот насмеано затоа што сме кажале ние некоја глупост која што вообичаено никој не би ја кажал или би ја скрил. Аз немам проблем да кажам кога грешам затоа што едноставно сите грешиме. Така дали беше случката кога возев од кај Тик-так до дома на Рачна. Блиску живееме за среќа, па не направив белја. Дали не знам нешто кога сум, значи таквите работи едноставно се секојдневија на секој од нас. Никој не се роди лучен, перфектно се да знае, а јас немам проблем тоа да го споделам затоа што знам дека во мене ќе се препознае можеби некоја другата страна и јас ќе бидам неговата поддршка дека и чекај, па и не се десило. Не е ништо страшно. Така, колку повеќе human touch, некој заклучок да донесеме, колку повеќе human touch имаш во себе или и на самото радио, на што го пренесуваш на нели на публиката, толку луѓето повеќе се чувствуваат конектирани со самото радио, со тебе. Види, дојдовме до ситуација каде што денес добив порака од слушател, Горан, ако не слажам се викаше, рече ни се родија мачиња, тигрестото ќе биде Тик-так, а црното си ти. И тоа е нешто кое што е најголем комплимент, во смисла на никому можеби ова му е смешно, ама мене ми е многу значајно. Неговите можеби омилени ликови од радио ги презликал во нешто мало сладко. Веќе сме поврзани со публиката. Тоа е нешто кое што не знам како да го опишам. Колку време, колку време утринска со Тик-так 6 години, ова ни е 6-та година, сега во февруари славевме 6-ти роден ден. Најголемиот комплимент за тоа дека не слушаат луѓето и дека постоиме е кога заминав на породилна и кога луѓето почнаа да прашуваат каде сум. Некој слушнал, некој не слушнал, па јас во текот на целата временост и водев емисија и нели доаѓа период кај што веќе не можеш да дишиш, не можеш да се движиш и мора да престанеш да правиш пауза. И луѓето почнуваат да пишуваат каде си. И тогаш сваќам, чекај, ова се луѓе кои што јас можеби никогаш не сум исконтактирала, а сум им се обраќала. Не можам да ти опишам колкава топлина носи тоа. Да знаеш дека некому му не достигаш или некому сме го правил денот. За да не испадне дека еве се фалам, ама јас во тој момент после 4-5 години сватив дека ние всушност сме друштво некому. Тогаш почувствувам. Така е, да. Па добро, и луѓето се навикнуваат. Ние сме нели луѓето се навика. Така живееме. Ние сме битија кои што живееме од навика, дали е тоа на Сабајле радио, дали е не знам време на легнување, така што верувам дека на многу луѓе си им недостигала, на многу луѓе си им пријател, но не знаеш дека си им пријател, така. Многу ми е пријатно сега во скоро кога почне некој се охрабруваат луѓето да кажат: ама јас те слушам, а јас сум секогаш во најлошата пунџа, во најсфлеканата мајца, за до продавница. Не сум ни размислувала дека некој можеби ќе дојде ме каже здраво. Многу ми е драго и особено со многу радост им приоѓам јас на тие луѓе кога ми кажат: те слушаме на радио. Сакам да ги изгушкам затоа што прво фалам што дошле да ми кажат, прво фалам што ми оставиле простор да им се обратам. Работам во професија каде што има многу конкуренција. Сериозно имаме многу
и убави и квалитетни луѓе и јас некогаш и нив ги слушам за да видам каде можеби јас каскам, ја не мислам дека сум најдобра. Секогаш има простор да се доработи. И знаеш кога некоја толкава конкуренција ќе ти даде простор тебе, треба да сме не егоистични и арогантни, треба да сме многу благодарни затоа што ни дозволиле ние да допреме до нив. И тоа е нешто кое што нема цена. Еве вака, здраво е, сметам дека треба да за се во животот кога имаш конкуренција, едноставно тоа е на некој начин како да се подобриме самите ние. Така да се научиме нешто повеќе за нас или во кој дел треба да се подобриме. На радио си долго време. Што би издвоила како предизвици низ кои што се соочила? Си имала на пример ситуација да не знам, нешто да се случува приватно во твој живот, да мораш да дојдеш на работа, некои такви работи. Каков предизвик носи твојата работа? На радио треба да имаш течна мисла, тоа е под број 1. Ако немаш течна мисла, можеш да изгледаш најубаво на светот, не поминуваш кај публиката, тоа сум го забележала, затоа што сум доаѓала на радио најнашминкана и сум доаѓала буквално најсфлекана. И тоа е нели убавината на радиската работа. Меѓутоа, животот те носи низ разни патеки, не секогаш ми било пријатно, сум имала проблеми, да речеме, не знам, од најразличен карактер, нели? Не можеме да се преправаме дека животот е мет и млеко. Па и кога си со деца, кој кивнал, кој кашлал, кој паднал, некогаш ќе се скараш дома, некогаш ќе се смириш, со пријателите ќе се замериш нешто. Па дури јас и тик-так сме знале да биме скарани, како предизвик, меѓутоа тоа не требало да трпи некој слушател. Се случило, не сме се согласувале за нешто и на крај ќе се согласиме дека не се согласуваме, тој тера Јаровски негово, јас Лавовски на мој начин и едноставно тука сваќаме дека ние денес ќе бидеме скарани, ама тоа ќе го одработиме професионално. Многу предизвици. Не сум стасала на време. Се случи еднаш кога беше короната, работевме од кај тик-так, ја оставив колата па малтане скоро на сред улица за да почнам да направам најава па да се симам доле да ја препаркирам. Значи полиција ми има застанато доаѓајќи на работа во време на корона затоа што нели беше затворено се и требаше само тие што имаат пропусница да работат. Имало, значи, ми се случило и 2 пати да водам емисија и да плачам, затоа што емоционално сум била можеби тој ден или сум имала нешто што ми тежело, но тоа никој не го забележал. И морам да ти кажам дека во која форма и да дојдам и да застанам и кога ќе се уклучи копчето ред, јас веќе нема тука. Значи, најбитни се луѓето од другата страна. Често знам и да споделам дека засипната сум, не ми беше добро вчера и така натаму, затоа што е човечки да кажеш. Извината, не се чувствувам најдобро, но јас дојдов да ве испочитувам. И мислам дека тоа е многу фер, нели? Па така на некој начин градиш доверба. Па да, се случувало. Се случувало и да бидам расјани да кажам 300 грешки и да кажам окей друштво, можеби е време денес малку упорано, да се опростиме затоа што јас не знам што зборувам. Луѓето ќе ти простат кога си искрен. А јас апсолутно не сакам да лажам некој кој што ми дарал доверба и ме слуша. Мислам дека е многу не во ред да си лажна. Ние сме луѓе. Можеби не ти е денот, можеби детето ти е болно, си седел до 30 чекал дали ќе крене пак температура. Сосема окей да кажеш, вака е така, не се гледа на радио, но сигурна сум дека се чувствува во гласот. Така да предизвикот е можеби некогаш да бидеш попрофесионален од тоа што можеш да го иструкаш денот. Супер кажано, ми се допадна. Би сакала да прашам, долго време си на радио, така? Го фативме и делот со социјалните мрежи, дали постоеше страв дека радиото нема да биде толку мукен медиум во минатото, така? Едва и телевизија имало, меѓутоа радио имало. Колку луѓето, во Македонија слушаат радио, дали имате слушаност, како таа се одржува, дали динамичниот свет и општество во кое што живееме предонесува да таа слушаност се намалува? Кој е трендот на слушање? Официјални податоци не можам да ти споделам зашто не сум стасала до нив, меѓутоа баш сега бев на конференција една затоа што сум при крај кон специјалистичките студии и работев за дигитализација на радиото. И очекував
баш она кое што го велиш. Нови трендови, многу медиуми, подкасти, еве има. Така и подкастите. И очекуваш дека се намалува слушаноста и замолив неколку пријателки да прошират што е можно повеќе, да опфатиме различни луѓе, затоа што јас ако пишам на пример на мојот профил, најверојатно тие што ме слушаат ќе ми одговорат. Сакав реално да видам за потребите на едно истражување и на трудот кој што го работев. Резултатот вели вака: и покрај достапноста на телевизија, подкасти, интернет, портали, се што, 65% од луѓето во текот на една недела слушаат најмалку по 1 час радио, што е за мене, ако реални се тие, 300 луѓе одговориле, за мене се тие податоци кои што се многу ветувачки. Се надевам дека некој ќе ги искористи за да свати колку важен медиум е радиото и покрај тоа што имаме дигитализација, брзо време, телевизија, се она што го сакаме на еден клик. Радиото се уште се смета за традиционален медиум, меѓутоа луѓето слепо му веруваат, слепо, сега ова многу лошо звучи, му веруваат, односно одбираат кому да му веруваат кога изнесува информации, за разлика да речеме од дел од порталите, па нели излегува многу портали со сомнително потекло и така натаму. Веќе сме во некоја ера каде што постојано имаш нови информации. Јас како радиоводител па некогаш знам да се збунам и да се посомнам во квалитетот на одредена информација и така натаму. Телевизиите за жал со целото своје влијание одбраа наместо содржина квалитетна и добро спакувана да ни презентираат некакви се серии, да не се сватиме погрешно. И јас сум гледала серии, секој од нас гледа, меѓутоа тоа може да се случи 1 година, 2 години, не може 15 години да гледаме само серии и тоа да ни биде вау. А имаме квалитетни луѓе кои што јас сум сигурна дека го заслужуваат местото пред камерите. Така што воодушевувачки радиото се уште се слуша. Се слуша затоа што некому му го подобрува денот, затоа што луѓето прават конекција со гласовите кои што ги слушаат од другата страна. И покрај тоа што не претркува и времето, интернетот и брзината на информациите, се уште успеваме да стасаме онаму каде што треба. Зорица, јас би ја свртала темата малку. Те препознаваат луѓето на радио, сите знаат која е Зорка. Јас сакам за некоја друга твоја страна да позборуваме. Сакам јас. Да. Значи, за да го работиш она што го работиш, треба да бидеш креативна. Нели, и своје и се што разговаравме досега. Дали таа креативност ја имаш преточено и на кој начин? И во што? Креативна сум веќе сега во последните години. На почетокот не сум си давала храброст толку многу да бидам креативна. Кога работев во претходниот медиум, едноставно имавме насока што е на кое што треба да го кажеме и ти кога го зборуваш за настани не можеш да бидеш таму креативен. Можеш првата и последната реченица најавата и одјавата можеби креативно да ја кажеш, меѓутоа секогаш се сведуваш кон она кое што другите го прават, чисто за да не отскокнуваш затоа што така ти е кажано. Меѓутоа кога влегов да бидам дел од тимот на Радио 2 првенствено, односно кога почнав да работам со TikTok, ми покажа една друга страна, а тоа е ослободи се да бидеш она што си. И мислам дека и покрај тоа што јас 7-8 години претходно работев и во други 2 национални радија, не сум имала никогаш можност на локално да работам, секогаш сум на национално, се обраќам на поширока публика, како да ми се случи преродување на радиото. Односно, она што го носе во себе еден вид на преродување, затоа што јас бев Зорка, тоест бев Зорица, ама никогаш не бев Зорка. А креативноста да го кажеш она што сакаш да го кажеш на свој начин, ме донесе до една нова верзија каде што и јас сакам да се слушам себе си. Ова претходното не дека не било добро, значи претпоставам дека имам некоја фина боја на гласот, чим луѓето сакаат да ме слушаат. Ама јас бев само уште една што презентира информација. Тука е некако идентитет. Да речеме некој радио идентитет па на некој немало начин. Да има разлика дали ќе сум денес на емисија или ќе биде некој друг наместо мене, можеби во бојата на гласот и тоа е тоа. Сабајлете чекаме тебе, така да Па, веќе се надевам дека е така и многу охрабрувам и го поддржувам моментот каде што секој некој што има ваква јавна работа се храбри да биде свој. И целата креативност што ја носи да ја покаже. Дали денес ќе бидеме, не знам, поофицијални, утре ќе се договориме да доеме во пижами и така да го водиме подкастот, апсолутно верувам дека секоја промена доаѓа добра на одреден тип на публика и така ги привлекуваш. Во делот на креативноста, мислев за твојата сликовница, нешто да споделиме. Мислам, окей, не бев јасно, но мислев дека ќе ти текне дека нели не мислев за радиото зборував, ми само си го продолжив мавето таму каде што тргнавме. Малку за твојата сликовница, од каде идејата, зашто станува збор, дали планираш да продолжиш да се градиш,
и Во тој дел? и во тој дел, колку време ти одзема, колку имаш флоу таму на радио, имаш флоу, нели? Да. Но колку тоа ти оди од рака на некој начин да кажам, еве, што би не споделила. Многу спонтано дојде целата идеја. Приказната за Мартин, односно за Луна и темнината, дојде од потребата да му објаснам на син ми дека нема зошто да се плаши кога навечер ќе се стемни, кога никогаш мора да го изгасиме светлото за да спиеме. Имаше периоди кога не се противев на неговиот страв, го оставав со светло и он се седеше буден до 12 и до 1 и са бајлето имавме сериозен проблем за станување во градинка. Јас веќе морам да одам на работа и одам многу пред тој да замине во градинка. И имавме дилема со сопругот како ова да заврши, затоа што побогу ти си одиш и си на работа, јас имам проблем да го разбудам, нема кој да го чува, мора да оди во градинка. Јас ја имам среќата да потикнам од семејство каде што креативната страна е многу јака страна на мојата тетка и не учела како да ги гледам облаците, да замислуваме дека се некакви форми, ни раскажувала приказки. Тетка ми е единствениот човек кој што раскажува приказни во серија. Значи, гледа каде е интересно и во моментот кога ќе почнеме да се размрдуваме, вика тука заврши првата епизода, утре ќе ја продолжиме втората. И тука тебе ти се развива имагинацијата, што ќе се случи утре. Принцезава стварно ли ќе стаса до принцот? Кралство ќе преживее. Значи тоа ми е од тетка ми, тоа е нешто кое што сум го научила, ми било дадено и сум многу благодарна што сме имале можност да растеме со таква креативна личност, која што патем сега работи со деца и верувам дека е најсреќната на светот. Па никако природно ми дошло тоа да го продолжам јас на моето дете, да пробам да му наметнам, односно не да му наметнам, да пробам да видам дали ќе ме слуша, да му го представам странат на начин на кој што тој ќе го разбере на свој 4, 3, 5 години. Како да му кажам, нема ништо, он знае дека нема ништо, му е страв. Да, и чест страв. Почнав да измислувам приказни, имаше многу приказни пред да се роди Луна и темнината, ама оваа гледам дека некако Ептен бака ги отвараше очињата кога почнав да му раскажувам. Дека темнината плаче, дека ја жал што сите деца ја мразат затоа што е темна и така натаму, нема да раскажувам нели цела. Ќе се ја прочитате? Ќе се ја прочитате. И сватив дека кај него функционира. И сакав да истестирам дали кај други деца ќе функционира. За среќа имам многу мали дечиња од околу. И тетка Зорка раскажува, они вака отвараат очињата, викам чекава може да го ставиме на парче хартија. И чисто љубопитно да видам дали некој можеби ќе сака да ми отвори врата и ми каже слушај ова ми се допаѓа. Не е дека не добив и не, добив и не, ама добив и две да. Значи на 3 места пратив едните рекоа нас ова не ни изгледа како потенцијално за да некада го имаме. Имејлот си го чувам затоа што иако беше го доживеав можеби повеќе лично, а не требаше, едноставно тоа не бев јас, мене не ми кажа, мене не и кажа на приказната не. Од друга страна добив две да и сериозно размислив, си велам дали ова нешто кој што треба да се објави, јас веќе добив не. Така што малку ти ги разниша бродовите. Ама супер што ми ги разниша бродовите, затоа што никогаш треба и да не удри реалност. Дека некој си мисли, исто како и на радио, некој можеби вика не ми е интересна мене Зорка, интересен ми е Петко, Јанко, Станко. Така што супер е, знаеш, тогаш знам во моментите кога има и добро и лошо, ама доброто ќе натежна, сваќам дека тука сум направет пат. Тоа исто и како следачи, како коментари, мора да има нешто негативно. Инаку е чудно. Да, не може да биде нели? Се 100% да. Како велат, стави си камче во кондурата, нека те боцка нешто ако си многу среќен. Така што се замислив, разговарав и со двете представништва и веројатно ми беше присуден и самиот однос и начинот на кој што ја прифатија приказната од другата страна, за да знам со кого треба да соработувам како би извадиле максимум од приказната која што ја измислив. Имав среќа луѓето од Светилка да бидат прекрасни. Иванка и веќе ја поздравам. Таа беше таа што точно ми каже ти со Иван ќе соработуваш затоа што Иван веројатно најдобро ќе ја пренесе приказната ни слики затоа што многу беше битно и сликовницата да биде илустрирана на начинот на кој што јас сум ја замислила. Иако поима немав што прави Иван во текот на целото илустрирање, кога на крајот ја видов јас повторно се заљубив во својата приказна. Сега можеби звучи нели моето е најдобро, ама сериозно си се заљубив кога го видов како парче хартија, кога го разлистав, кога го мириснав мирисот на нова хартија, тек тогаш почувствував дека нешто се случува, дека нешто се родило. Еве и авторството на некој начин. Дали имаш идеја за нешто следно, ти се отворили некоја нова перспектива, можеби размислуваш за некој твој нов иден проект или во моментов
На што Не сме? сакам да го силувам процесот, сакам да оставам на спонтанноста. Многу е тешко да ти биде публика деца. Нема ништо поискрено од дете. Особено денешните деца и нивниот вау речник од 1500 зборови кои што го имаат на сите можни јазици, пошто гледаат се што секаква содржина, и родители кои што веќе зборуваат со нив како да се мали возрастни луѓе. Многу тешка публика е. Не се плашам, многу сакам и кога ќе ми кажат дека нешто не им се допаѓа. Ама сега за сега не знам што да ти одговорам, затоа што ни јас не знам како се чувствувам. Многу е амбициозно да станеш автор за деца. Многу е предизвикувачки е да ги натераш да те сакаат и да те слушаат. Имам среќа што нивните родители веќе ме слушаат на радио, па кога дојдоа кога дојдоа на промоција веќе знаеа од прилика со кого разговараат. Меѓутоа сепак би оставила еден подолг период да видам како ќе го примат како приказка. Дали сум допрела до нив вистински? Од првиот фидбек можам да кажам дека е супер, но сепак би почекала за да добијам комплетна слика. Си имаш реализирано на многу полиња професионално, што искрено ми е задоволство, така со мултипрофесионален да се седнам. Само се пробувала и се успеала. Дали има уште нешто вака што те копка, што би сакала да се пробаш, што мислиш дека би можела да успееш? Искрено не знам. Не велам не, никогаш не би одела, ама не знам кај ќе ме однесе патот. Често, иако правам планови, никако на крајот повеќе спонтано. Да, сакам да видам каде ќе ме однесе приказната, па дали можеби таму нешто би нашла кое што би можела да го поврзам со ова веќе кое што го правам. Сватив дека разгранувањето на 100 места ти носи само премор. Што значи мора да се фокусираме ако нешто. Па од тоа нешто можеби ќе додаваме, ќе одземеме да го направиме како што треба. Мислам дека имам доволно улоги. Но искрено не знам што да ти одговорам. Би било нефер и смешно да ти кажам, знаеш како викаат, кажемо ги на Бог твоите планови и остего нека ти се изнасме. Така и со мене се случуваше. Значи првенствено оно што јас сакав да станам во животот нема допирна точка со ова што сум сега. Зашто мислев дека ќе патувам по светот и до 50 ќе бидам најкултетката на светот. Испадна дека имам 3 деца дома, дека имам супер работа, дека имам топ сопруг. Не е воопшто блиску до тоа што јас го замислував за себе. Јас можам да те кажам дека навистина уживав и уживам секој ден со тебе, иако вака денеска имам прилика да те запознам лично. Драго ми е што личност која што потекнува од скромно семејство и јас сум, да речам, во таа група, што си амбициозна, што сакаш да успееш, што сакаш да допреш до што поголем број на луѓе. Јас би ти посакала да си продолжиш да бидеш успешна, како што си за мене и верувам дека за поголемата публика. А на вас, почитувани гледачи, еве, имавте прилика да си го запознаете вашиот утрински глас и во живо. Ви посакувам да бидете и да останете дел со нашата емисија од нула. Зорица, многу ти благодарам што беше дел од нашето денешно интервју. Ти благодарам и на тебе и на сите вас кои што сте тука секогаш и ви посакувам многу успешна сезона. Едва чекам да видам со кој друг имате. Благодарам многу. Бидеме поздравена.